2 август Илинден, националниот празник на Република Македонија, се одбележа денес во Тетово пред споменикот на револуцијата. Свеченоста започна со интонирање на химната, како и минута молчење со што им се да одаде почит на загинатите, кои го дале својот живот за денешна самостојна Македонија. Букети свежи цвеќиња пред споменикот положија Општинскиот сојуз на борците, Армијата на Република Македонија гарнизон Тетово, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово, Општинската организација на СДСМ Тетово, Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија, како и повеќе здружени организации. Со Илинденското востание и првото заседание на АСНОМ или двата Илиндена се оствари стремежот за создавање на македонска држава. Дамнешната желба на сите борци во текот на војната практично им се оствари со конечното ослободување на Македонија на 19 ноември 1944 година со ослободувањето на нашиот град Тетово. Инако голема заслуга за свикувањето на АСНОМ има големите воени успеси на Народно-ослободителната војска во 1943 година, како и формирањето на иницијативниот одбор во март 1944 година. Иницијативниот одбор за свикување на првото заседание на АСНОМ донесе одлука за избирање на градски, селски, околински окружи НОО, како и за изборот на делегати на првото заседание на АСНОМ. Во писмото на ИО од 14 март 1944 година се укажува дека кандидатите на собранието без оглед на нивната верска или политичка припадност пред се треба да бидат луѓе што на дело ја покажале преданоста кон во Македонија. Сонја Андонов од Сдружение на Срби и Македонци Кут Бранко Чајка, Тетово. Најнапред би сакала од своје лично име и од име на Сдруженијето на Срби и Македонци Кут Бранко Чајка, Тетово, да го честитам празникот на сите граѓани и ние како Сдружение традиционално ги чествуваме сите празници, ги одбележуваме сите празници во Македонија. Од Сојузот на борци реагираа што на денешната свеченост не беа присутни представници од општина Тетово. Во Тетово треба да му се даде значење затоа што последно е Тетово ослободено до 44 година, беше на крајот. Тука биле најголемите упоришта на тогашните соработници на окупаторот. Mi kao i svaka godina tako je obeležujemo site ove praznice. Koliko lokalna samouprava učestvuje, to je se neka se oni zamisle da li ima potreba. Ipak je to državni praznik, nije samo naš praznik na Soјuz борци, to je opšte državni praznik na Republika Македонија и mislim da bi trebali da зема учествува. Присутните реагираа што се уште не се вратени споменбистите. Оние кои што ги тргнале имаат и обврска да тоа го направат и го вратат назад. Ако не се во состојба, да они тоа го направат, онда ја им се нудам да ја тоа го направам со лични средства и на место каде што они ќе изберат, бидејќи нивното место е во централното градско подрачје, каде што заслужено биле поставени. Годинава се одбележуваат 111 години од Илинденското востание и 70 години од првото заседание на АСНОМ. На 2 август 1903 година околу 800 востаници го ослободиле Крушево, а по 2 дена е прогласена Крушевска република. Последните истрели на Мечкин камењ, како и загинувањето на војводата Пито Гули, го значиле крајот на Крушевската република. На 2 август 1944 година во манастирот Свети Прохор Општински кај Куманово се одржало првото заседание на антифашистичкото собрание на народно ослободување на Македонија, на кој истакната општествена правната положба на Македонија како рамноправна федерална држава во рамките на Демократска федеративна Југославија. Заседанието го отворил Панко Брашнаров, на кој бил избран президиум на АСНОМ под претседателство на Методи Андонов Ченто.